по оваа мала пауза, додека се справиме со Zoom врските, сепак телефонски, во минутите за спортот го вклучувам Дарко Димитровски од кугларскиот клуб Вардар. Денеска ќе поразговараме за овој спорт и за тоа што се случува кај нас во земјава. Дарко Димитровски, добро утро. Благодарам што зборувате за утрински брифинг. Добро утро, ви благодарам и на поканата од ваша страна. Кај јавноста во голем дел, кога ќе се спомене куглање, сите мислиме или не асоцира повеќе на забава во слободно време. Но ова всушност е сериозен спорт со своја лига кај нас. Па, ајде нешто повеќе за куглањето и за интересот за спортот. Па да, куглањето се сложувам дека така се сваќа во нашата средина, не само во нашата средина, туку и во можеби и на светско ниво се сваќа повеќе како забава, како место за уживање. Меѓутоа, некој мал дел од нас спортистите се одлучили за овој спорт кој во нашата држава можеби на аматерско ниво, меѓутоа сепак се одржува веќе со години. Постои една македонска кугларска лига, постои кугларска федерација на Македонија, така да низ годините малку со тешкоти, меѓутоа овој спорт обстојува, посебно во оваа криза со пандемија, на уште некои потешки гранки, меѓутоа се надевам дека на крај ќе има светсветен крај и ќе продолжи да функционира овој спорт со повеќе клубови и да, како и секој спорт, да обстојува низ годините со натпревари надвор од државата, со светски лиги и така натаму. Кога ги споменавте светските лиги и меѓународните настапи, докаде сме ние на тој план? Учествуваат ли нашите кугларски клубови на вакви спортски настани? Па да, учествуваме секоја година редовно, со исклучок на претходната, бидејќи куглањето беше сопрено од пандемијата, посебно што овој спорт веќе се одигрува во затворен простор, па за тоа можеби и бевме најпогодени. И редовно учествуваат нашите екипи во 3 различни европски купови, меѓу нив и мојот клуб Вардар редовно учествува. Се пласираат оние екипи кои се на првите 3 места во лигата и тие имаат право на учество во тие европски купови, а исто така и на репрезентативно ниво, како репрезентација на Македонија редовно учествува на светските првенства. И дури веќе имаме еден огромен успех од пред 8 години кога бевме светски вице шампиони. Одличен резултат за ваков спорт, особено кај нас, каде што како што кажавме, можеби имаме и погрешна перцепција за спортот, повеќе размислуваме за забава. Во моментов се игра македонската кугларска лига, ако не се лажам, беше одложена на почетокот на годината, поточно на крајот на минатата, токму поради пандемијата. Што се случува, докаде е лигата и докаде е вашиот клуб во рамки на лигата? Па, видите, обично куглањето се одвива во некој период како школска година, од септември до кај мај, јуни месец. Со одлука на Кугларска федерација на Македонија, куглањето тогаш не ни започна со пандемијата. Меѓутоа, гледајќи ги примерите по сите светски лиги и други спортови, не само куглањето, се одлучивме да со посебни протоколи, сите оние протоколи кои ги налага државата, да се почне со надпреварување. Малку е сега убрзано надпреварувањето, малку за да стигнеме да го стигнеме оној редовен тек кој беше планиран. За жал, пандемијата откажа 2 клуба од лигата кои си оставија нормално здравјето пред себе и сепак овој спорт е спорт кој има непознава возрастна граница, имаме доста возрастни надпреварувачи и кои се плашат за своето здравје. Така да моментално се одвива куглањето со некои мали паузи доколку се случи позитивен случај на COVID, па тука веднаш реагираме и се прави пауза. Така да во моментов се заврши првата полусезона. Мојот клуб е второ пласиран, веднаш за шампионот Мак Петров. Ќе биде интересна сезона, бидејќи сме блиску. И оно што е новост во куглањето, што баш мојот клуб Вардар го прави во
обид да овој спорт остане на некои нормални рамки е што создававме втор клуб, Бетим, кој исто паралелно се натпреварува во лигата за се со цел да има повеќе клубови, повеќе натпреварувачи и да се доведеме до момент да оваа лига опстои. Ќе ве поикаме повторно да поразговараме за сите оние кугларски правила и малку повеќе да им го доближиме овој спорт на нашите граѓани, но за сега сакам да ве прашам каков е интересот на жените во овој спорт. Па видите, интересирањето за овој спорт е реално многу мало. Самите ние као куглари и кугларски работници се обидуваме да доведеме што поголем број на млади и девојчиња и момчиња во куглањето за да се залюбат во овој спорт. Конечно малку заживеавме женскиот куглање со тоа што се создадува во последните 2-3 години 2 женски клуба. Претходно постоеше женски клуб, но тој изгасна, така да сега со 2 женски клуба кои за жал не може да имаат своја посебна лига, учествуваат во машката лига, се сосема солидни, даваат отпор, така да во план ни е да тоа женско куглање се уште расте. Во некои подобри времења, можеби не сега во овој момент, но некои подобри времења после пандемијата, секако ќе работиме на тоа да се зголемат жените со своето учество во куглањето. Димитровски, сосема за крај го спомена најголемото достигнување на клубот Вардар, а кој е најголемото достигнување на Дарко Димитровски? Па добро, Дарко Димитровски се бави веќе скоро цел свој живот со куглањето, веќе сум во него околу 30 на години. Сум бил член на многу екипи, дел од шампионски екипи од 2000-та со Вардар, па потоа може 10 на години со Мак Петров. На крајот конечно се одлучив да основам свој клуб, тоа е да го заживеам брендот Вардар кој беше згаснат повеќе години. Да буквално да речем ова е мој клуб и на мојот брат, така да правиме се што можеме да општо добро за куглањето, се со цел да куглањето опстоише до овој години како спорт. Веќе не се битни одличијата, ги има многу пекари. Најголем успех, како ме прашувате за мој личен успех, е со клубот Мак Петров сме биле втори на МБЦ Европскиот клуб. Така да таа медала ми е најзначена, меѓутоа ми се значени посебно место во моето срце имаат овие нови медали што освојуваме со мојот клуб Вардар на национално ниво. Се надевам дека еден ден ќе достигнеме до такви височини да освоиме и некој медал на европско ниво. Дарко Димитровски, благодарам што одвоивте време утринава да се вклучите во утрински брифинг и да поразговараме за куглањето во земјава. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас.